Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добар ден, поздрав во студиото на Радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме нашата дневна емисија Точно напладне, која се емитува во секоја среда точно во 12 часот. Еве денеска повторно заедно. Поздрав до сите вас кои се вклучивте на време во нашата програма, а и сите вие кои подосна ќе се вклучите во гледање или во слушање на нашата емисија. Секоја емисија започнуваме со една мисла, па еве и денеска одвоевме една интересна мисла која гласи: внимавај на своите мисли, тие стануваат зборови. Наистина, се зависи со што ќе ги храниме нашите мисли. Еве една дефиниција пронајдов на интернет во врска со мислата, вели: мисла или мислење, тој умствен процес што им дозволува на суштествата да создаваат свој модел за светот и така што се справат со него делотворно во согласност со нивните цели, планови, средства и желби. Замисли блиски до мисла се свеста, идејата и вообразбата. Процесот на мислење подразбира манипулација на информации, како кога формираме концепти, решаваме проблеми и донесуваме одлуки. Мислењето е висока когнитивна функција. Анализата на мисловниот процес е дел од когнитивната психологија. Освен тоа, човечкиот карактер се заснова на неговите мисли и сваќање. Тоа е, може да кажеме, еден филозофски одговор, но просто кажано, мисли се она со што ние делуваме. Значи, први создаваме мисли во нашата глава, во нашиот ум, во нашиот мозок, а потоа тие мисли се и реализираат. И затоа е многу важно со што ги храниме нашите мисли. Она што гледаме, она што го чувствуваме, она што го доживуваме, сето тоа создава мисла во нашиот ум. И затоа ова мисла што ја прочитавме: внимавај на своите мисли, тие стануваат зборови. Значи, мислата може да дојде и грешна, и лоша, и добра, меѓутоа ние сме тие главните дали ќе ја реализираме таа мисла или не. Замислете, еден човек на постела размислува да украде банка. Значи да ограби банка. Тој размислува, планира. Тие се негови мисли, меѓутоа тие мисли подоцна ги реализира во пракса, така да многу е важно со што ги храниме нашите мисли. Ако со духовни работи ги храниме, со позитивни, со добри работи, тоа ќе се рефлектира и во нашиот секојдневен живот. Затоа нека ова мисла не води денеска, овие зборови: внимавај на своите мисли, бидејќи тие стануваат зборови. Ако ќе станат зборови или дело, тешко може да ги повратиме. Одеме сега да ви поздравиме со една убава христијанска песна. Во страшниот мрак и молни, дур громове слушам глас. Познам дека јас не сум сам, јас знам да ме чува спас. И кога ми душман прети, и тогаш јас едно знам, да не сум во својот живот никаде јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече,
да не сум јас никога сам. Никога не тага гуши, без утеха в тежок час, ни светли тој лице свое, пред мене тогај спас. Со смрт кога ѓавол плаши, о тоа ја само знам, да не сум во својот живот, никогаш јас не сум сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. И животот тој си даде, да плати за мојот грех. Со љубов ме гледа вечно, стрпливо ме води тој. Познам дека скоро иде, во слава и сила мој спас. И маки ќе минат тогаш, што небо не одведе нас. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Не, никогаш сам, не, никогаш сам. Исус ми еднаш рече, да не сум јас никогаш сам. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, вие следите дневната емисија која се емитува во секоја среда со точно напладне со почеток во 12 часот. Пред нас е христијанскиот празник или христијанскиот празник Великден. За многумина луѓе тие денови ќе бидат посебни денови, ќе се сетаат на најголемата жртва што небото ја дало за нас, а тоа е распнувањето и воскресението на Исуса Христа. Денешните вести ќе ги посветиме токму за престојниот празник Великден. Иако денеска е среда, значи има уште неколку денови до следниот викенд, но како е да е, луѓето веќе размислуваат, се приготвуваат, купуваат, некои ќе фарбат јајци и така натаму, но јас би поставил прашање од каде потекнува Великден. Многу луѓе христијани го имаат тој празник во својот верски календар, но не знаат или немаат појма, можеби не ја читали ни Библијата. Дали Библијата зборува, почитувани гледачи, за Великден? Дали ќе го најдете зборот Великден во Библијата, во Свето писмо? Зошто денеска велат дека еден од најголемите празници е освен Божик и Великден? Но еве малце јас сега ќе ве запознам со традицијата или со потеклото на Великден. Значи, најголем христијански празник Великден се празнува 3 дена. Недела, понеделник и вторник. Во црковната служба, значи, почнува празнична радост на Христовото воскресение и така натаму. Луѓето се поздруваат со оние познати зборови Христос воскресе, навистина воскресна. Но многу овие обичаи кои се поврзани со Великден потекнуваат од античко време или од средниот век. Великден првично бил пагански празник. Обратете внимание, тоа ќе го најдете во сите историски читанки или во сите историски податоци. Значи, тој празник бил пагански празник и се празнувал во чест на божицата на пролета и плодноста, еве на пример кај германите. Таа се викала Остара, што значи исток, бидејќи била споредувана со зората и од низиното име е изведен денешниот германски збор за Великден Остерн.
Нејзиниот празник се славил секогаш во првата полна месечина во пролетта. Луѓето танцувале со мечеви, што представувало борба на богот на сонцето со зимските моки кои во ова годишно време редовно ја губат ова битка. Значи веќе зимата поминува и превладува пролете и топлите денови. Паганските активности биле трн во окото на црквата. На Советот во Никеја, обратете внимание сега, на 325 година, таа е многу позната година во христијанската историја, значи 325 година се решило најважниот празник во христијанството да биде во исто време со пролетниот празник на многобожците. Посебно големо значење се давало на великденската трпеза, иако не била толку богата како божикната. По црковната служба, значи 3-дневна прослава, содржала празнична весела. Луѓето се собирале во групи, пееле, играле, се маскирале. Гозбата почнувала со поскура или со јајце или со сирење или мешано вино, јајце и леп и така натаму, коприва, цвет од дрен. Задолжително на масата се наоѓале јајцата, како што било обичај да се пече ритуално лепче од пресно или кисело тесто и така натаму. Многу обичаи биле поврзани со боењето на јајцата. Насекаде бил расширен обичај да им се радуваат децата на јајцата и на сите кои ќе го посетат домот за време на празникот. Децата измислувале игри со јајца, се чукале, фрлале парички на јајцата и слично. Првиот или вториот ден по Велик ден, жените оделе на гробовите на своите блиски со јадења, црвени јајци и така натаму. Ние денеска тоа го нарекуваме раздавање храна на гробишта во чест на починатите. Во различни делови на светот има разни обичаи, но едно исто за сите христијани, а тоа е вапцување на јајцата, свечено украсени куки и празничен ручек. Црвената боја била символ на светата крв на Исуса Христа. По таа торжествена богослужба луѓето ги држале своите црвени вапцени јајца в раце, крашејки ги меѓусебно јајцата изговарале Христос воскресе. Нова реплика се одговарало на вистина воскреса. Натрешноста на црвеното јајце го представа Христос, а неговата душа го представа гробот во кој е положен. Црвената боја пак ја представа Христовата пролеена крв, се верува дека вапцаните јајца долго траат и така натаму. Ете, гледате, почитувани гледачи, тој празник потекнува од паганците, тоа се признава и во христијанските кругови. Меѓутоа, некаде 325 година му се дава христијанска конотација во чест на Христовото воскресение. Еве сега е воспоставен тој пагански обичај во христијанска облека, би рекол, му се дава христијанска облека и денеска луѓето слават пагански обичај. Христос никаде не кажува, ниту апостолите го празнувале тој празник Велик ден да фарбале јајци и така натаму. Пред некој ден овде во Кавадарци, кога одев, ме сретна телевизиска куќа, односно новинарка и човек кој снимаше, сигурно тоа се од локалната телевизија, ме праша кога се фарбат јајцата. Мене лично ме праша овде во непосредна близина студиото. Јас викам, ние не фарбаме јајци, ја не сум тој кој обожавам фарбање јајци и така натаму. И каква боја се фарбат јајцата. Немаше многу време да му објаснам, меѓутоа кажав дека јас не фарбам јајци, не го празнувам тој ден, Великден, како денеска, што мноштво луѓе го празнуваат. Јас се сеќавам на Христовото воскресение и неговата смрт. Тоа е едно од најголемите празници, односно Павле вели, апостол Павле, ако Христос не воскресна, взалут е нашата вера. Меѓутоа, со такви обичаи, само еднаш во годината, мислам дека ни самиот Исус не се радува. Еве да довршам со ова размислување. Во историјата на човештвото јајцата се среќаваат уште во 4. век. Римјаните и германите го ставале на гробовите и символизирало почеток на нов живот. Во средниот век вазалите на земјоделците им давале великденски јајца или зајчиња како надомес за добиената земја. Нова првично плаќање се должи подарувањето на великденските јајца. Обичајот кај католиците да се барат великденски јајца низ дворот е измислен од буржоазијата, бидејќи на децата тешко можело да им се представи дека зајците наместо кокошките ги несат и квачат јајцата. На зајакот му било импутирано дека во суровата зима, кога гладните зајци доаѓаат во селата во потрага по храна, ги сокрива шарените јајца.
Додека великденските јајца се наоѓаат во менито од пред 3 века, великденското јајце е на трапезата одамна. Обичајот потекнува од ритуалот кај евреите за колење на животното за празникот на Пасха. Гледате како за празникот на Пасха, гледате како сето тоа е измешано, почитувани гледачи. Никаде Библијата не ни сугерира да фарбаме јајца. Може да јадеме и црвено и бело јајце, нема врска јајце и јајце. Меѓутоа, гледате како му е дадено духовна конотација. Јајцето е извор на живот, односно создава живот. Да, од јајцето се пиле, меѓутоа никаде не е спореден Исус со јајце, туку со јагне. Исус е спореден со јагне, невино јагне, кое го колеле евреите како жртва, паленица за своите гревови и како символика е најавено дека Христос ќе дојде нова земја и ќе биде раснат како невино јагне, односно нема да покаже сила. И затоа, еве, секој од вас треба сам да одлучи дали ќе фарба јајци или не, оставам на вас, меѓутоа читајте Библијата. Библијата е многу јасна, многу гласна кога е во прашање овој празник или Христовото распнување и воскресение. Фала му на Исуса што бил на оваа земја, што го дал својот живот, што воскреснал и денеска ние сме спасени, односно ќе бидеме целосно, конечно спасени кога Исус ќе дојде повторно на оваа земја. Еве толку за ова прашање, односно за овој дел од нашата емисија. Одеме сега повторно со песна, една христијанска песна која ќе има зборови за самиот Великден. Исус од небото дојде, од гревот не избави, за нас тој на Голгота појде, таму распнат на крстот е. Нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој, што умре за нас, на овој свет зборува. Чело крв врела тече, а тој моли татко свој. Нека секој што бара прошка, биде со мене в царството. Нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој, што умре за нас, на овој свет зборува. На овој свет зборува, тој крст Голготски.
Thank you for letting me back in your home today. Ви благодарам што и денеска ми дозволивте да бидам во вашиот дом. If you're with us the last time, we were talking about protein. Ако бевте и последниот пат со нас, видовте дека зборуваме за протеинот. We were talking about essential amino acids. Зборувавме за есенцијалните аминокиселини. Amino acids are what make up proteins. А аминокиселините се тие кои што ги прават протеините. And there are a number of amino acids that are called essential amino acids. А има многу киселини кои што прават есенцијата. Which means our body can't produce them. Тоа значи дека нашето тело не може да ги произведе. They can produce 12 of them. Може да произведе само 12 од нив. But the other 8, it cannot make. Само 2 од нив, али останатите 8 не може да ги произведе. Got to get them from an outside source. Затоа мора да ги земе од надворешните извори. Now, animals have all the essential amino acids. Животните ги имаат сите тие основни аминокиселини. A lion needs essential amino acids. Лавешкото месо има сите аминокиселини. So where will the lion get its essential amino acids? А од каде тогаш лавот ги зема сите тие аминокиселини? It's got to eat a vegetarian. Мора да јаде вегетаријанци. Because the vegetarian has all the essential amino acids. Затоа што вегетаријанците ги имаат сите тие основни аминокиселини. But where does the vegetarian get its essential amino acids? Али од каде тогаш вегетаријанците ги зимаат тие есенцијални аминокиселини? They're vegetarians that eat the plants. Затоа што ги јадат растенијата. They have all the essentials. Затоа тие ги имаат сите тие есенцијални аминокиселини. Do you eat potatoes? Дали јадете компир? Tomatoes? Домат? Beans? Гравот? Broccoli? Броколите? All these things are high in essential amino acids. Сите овие работи се со високи есенцијални аминокиселини. So here's my recommendation. Еве е мојата препорака. You want your essential amino acids? Сакате да ги имате есенцијалните аминокиселини? Don't eat a vegetarian. Немојте да ги јадете вегетаријанците. Be a vegetarian. Бидете сами вегетаријанци. You will get all your essential amino acids. Ке ги имате сите есенцијални аминокиселини. Now, in the largest hospitals in Macedonia, in Serbia, in the West, Во големите болници, било тоа да е во Македонија или во Србија или на запад, how many patients occupy rooms because of low protein? колку пациенти ги исполнуваат овие соби поради нисок ниво на протеини? None. Ни еден. Now, what disease is associated with not enough protein? Која болест е она која што се асоцира со непостоење на протеини? I'll be surprised if you know the name of this disease. Јас би бил изненадан ако знаете името на оваа болест. Called kwashiorkor. Kwashiorkor. It's only found where there is famine going on in the country. Се наоѓа само таму каде што има глад во земјата. And it's very easy to diagnose. И многу е лесно да се диагностицира. We don't have that in Macedonia. Ние немаме таа во Македонија. But what's the effect of having too much protein in the diet? Али кој е ефектот на премногу протеин во нашата исхрана? How about kidney failure? А што е со откажувањето на нашите бубрези? Have to go through dialysis 3 times a week. Мора да идете на диализа 3 пати во седмицата. How about osteoporosis? Што е со остеопорозата? And many people have osteoporosis. Многу луѓе имаат остеопороза. How about cancer? А што е со ракот? All of these things are a result of too much protein in the diet. Сите овие болести се резултат на премногу протеин во нашата исхрана. How about cognitive diseases? Што е со нашата когнитивните болести? Like dementia? Како деменцијата? Like Alzheimer's disease? Како Алцхаймеровата болест? Here's what we found out. Еве она што ние го откривме. It's a disease of the West. Тоа е болест на западот. Connected with diet. Која е поврзана со исхраната. If you have less progress, ако имате помал развој, less
modern food in the diet, Помалце модерна храна во исхраната. less anything, Се помалце, you're going to have less Alzheimer's disease. вие ќе имате и пониско ниво на Алцхаймеровата болест. There's been a lot of research done on cancer. Направени се многу истражувања поврзани со ракот. So one day a bunch of scientists got down to look at a bunch of studies. Една група на научници почнала да ги прегледува тие истражувања. 4,500 studies already completed. 4500 студии се веќе завршени. And they looked at every one of these studies. И погледнале во секоја една од овие студии. And this is what they're looking for. И еве во што тие гледале. Have we learned anything? Дали нешто научивме? And this was their conclusion. И еве го нивниот заклучок. We don't need years of research. Не ни се потребни толку години на истражување. They already found the solution to the problem. Тие веќе го ја нашле солуцијата за проблемот. It was about diet. Тоа е исхраната. Now, you notice this food right here. Ја приметувате оваа храна тука? In the English, it's broccoli. На англиски е брокула, извикај нас. It's a very strong anti-cancer food. Ова е јака против ракна или канцерона храна. But there's various ways you can eat broccoli. Али постојат многу начини како може да го јадите брокула. You can eat it raw. Можете да го јадите свеже? Very good. Многу добро. But if you look at the different ways you can eat it, Али гледајќи на различни начини како ќе ја јадеме, compared to its power to fight cancer, споредувајќи го моќта за да се бори против ракот, eating it raw is number 3. Јадењето свеж е број 3, на трето место доаѓа. Number 2, На второ место доаѓа lightly steamed broccoli. Обарено, али само малце обарено. Yeah, very good that way. Многу добро на овој начин. It breaks the sulfur bond, Го крши поврзувањето на сулфурот натре, which makes it a stronger cancer fighter. што прави на тој начин да биде појак борец против ракот. But the number one way Али број 1 начин е is broccoli sprouts. се тие спорите на брокулите. Powerful anti-cancer. Тоа е моќен против рак. We live in a very sick world. Ние живееме во еден многу болен свет. And we've been pumping trash into our water for years. Со години веќе ние испумпуваме ѓубре во водата. Human waste, Фекалиите factory waste, од фабричките отпадоци, chemicals we're putting on our fields, хемикалиите кои што се ставаат на нашите полиња, and all this stuff ends up in our oceans. и сите овие работи завршуваат во океаните. So let's say we got some ocean water. Ајде да кажеме дека овде имаме океанска вода. It's got a little bit of toxins in the water. Имаме малце токсини во водата. We'll just say a plus, okay? Да кажеме плюс. But living in the water, there are small microorganisms, small plants and animals. Али живејќи во водата, и во водата живеат микроорганизми или мали растенија. Yeah, plankton. Планктоните. Right? They live in the water. Тие живеат во водата. It's now increased in their little organism. Тоа го зголемува нивниот мал организам. But there are fish in the ocean who live off of those plankton. Али тука се и рибите кои што живеат на основ на овие планктони. So now we call it magnified in their bodies. Ова е зголемување во нивното тело. Then there's other fish that eat these fish. Тука постојат други риби кои што ги јадат овие риби. Now it's even more concentrated. Така да сега имаме уште поголема концентрација. What's the next rung on the food chain? Кој е следниот цинџир во исхраната? You are. Вие сте. And we have no idea now how toxic that thing is. Ние и немаме представа колку е тоа токсично.
Еве неповторно во програма, почитувани гледачи, вие следите дневната емисија Точно напладне, кој се емитува во среда во 12 часот. Денеска сме повторно заедно и продолжуваме со нашата програма. Имаме интересно прашање, дали е пронајдена Ноевата барка, односно арка, или Ноевиот брод. Знаете, на интернет, на YouTube ќе најдете многу материјали кои укажуваат наводно дека бродот на Ное е пронајден. И дури некои зеле парчења на дрво, сликале, се снимале таму и така натаму. Меѓутоа, се уште до ден денес не е званично докажано дека бродот на Ное е пронајден. Значи, потрагата по таа Ноева арка или брод повремено привлекува големо внимание во јавноста. Возбудата е сосема разбирлива, бидејќи тој брод е прелаз, би рекол, од една епоха во друга епоха, од една ера во друга ера, од стариот свет во новиот свет и така натаму. Односно, воспоставува, значи, еден мост помеѓу една генерација која броила некаде преку 7 милиарди луѓе, па и нашата генерација, односно и денеска имаме некаде 7,5 милиарди жители на оваа земја. Значи, ако е пронајден тој брод, тоа ќе биде изворедно археолошко откритие. Археолозите сигурно тоа би го обзнаниле, би рекол, би го објавиле јавно на сите телевизиски станици и во сите медиуми во светот. Сепак и покрај големиот напор што е направен, потрагата, значи по Ноевата барка или арка, се уште не е завршена. Додека јас зборувам, ќе имате прилика да видите неколку фотографии, подоцна ќе кажеме каде застанал тој брод и така натаму. Значи, оставајќи ги настрана бројните претпоставки и би рекол шпекулации и тие сензации кои денеска некои сакат да ги направат за нивните YouTube канали да бидат гледани, да луѓето лајкуваат, значи се уште не се пронајдени вистинските траги за тој брод. Иако се знае каде застанал, зашто Библијата ни го лоцира, токму во Библијата пишува каде е лоциран. Значи, Библијата ни кажува дека ковчегот на Ное застанал на планината Арарат. Во областа доминира врвот Велики Арарат или големиот врв Арарат, кој се наоѓа во источна Турција, недалеку од границите со Ерменија и Иран. Гледате, тоа се денеска муслимански земји. Некој теолог рекол, очигледно тие власти во тој дел на светот не дозволуваат да тие експедиции дојдат до вистината, зашто би се открила библиската вистина, а муслиманите, така тие велат наводно, не сакат тоа да се дознае. Но денеска, знаете, постојат сателити, постојат други инструменти како може да се нешто лоцира и бродот е точно лоциран, како што реков, на планината Арарат, како што запишал Мојсеј во прва книга Мојсеева. Во потрага по Ноевата арка, бројни експедиции дошле во областа Арарат. Иако имало интересни тврдења, но сепак тие откритија не биле потврдени со вистински докази. Наводно имало воздушни фотографии, пронајдени парчиња дрво, обложено со смола и извештаите од наводните очевидци ја потикнуваат таа имагинација на луѓето и ги потикнале да барат поопипливи докази. Знаете, јас сум гледал такви слики, дрво кое е премачкано со смола или со катран, со зифт, ние што би рекол, како денеска асфалтот што се прави, бидејќи токму Ное од Бога добил упатства тие дрва, односно ковчегот да биде премачкан со таква течност, значи со смола би ја рекле, или со катран, или нешто слично како зифт, како асфалт што се прави, за да биде отпорно на вода. Сепак постојат бројни тешкоти кои им стојат на патот. Едно место кое често се споменува во врска со бродот се наоѓа на падините на големиот Арарат на надморска височина од околу 4600 метри. Понатаму, поради политичките тензии во областа, ретко се случува странски експедиции да добијат дозвола за искачување на планината. Како што реков, и од верски причини, но и од политички причини не им се дозволува на тие експедиции да отидат што подалеку и подалеку повисоко, за да се пронајде самата локација, самиот брод. Без разлика, многу љубители на ковчегот сакат да му бидат сакат тамо да бидат испратени повеќе експедиции.
Тие веруваат дека делови од арката се уште се наоѓаат на големиот Арарат, недопрени и скрини под снегот и мразот што го покриваат врвот во поголемиот дел од годината. Значи, ние би рекли таму е вечети мраз и затоа не доаѓа до скапување, до гниење на тие дрва, односно на самиот брод кој бил направен од дрво. Знаете, мразот може да биде и како заштита на дрвото да не скапува. И како овде што прочитав, значи таму има вечити снег и мраз кој го покрива поголемиот дел од годината тој сам врв. Само кога летата се многу топли, вела тие би можело да се види ковчегот и да се стигне до него. Бројни извештаи ги поддржуваат такви надежи. Јосиф, еврејски историчар од првиот век од нашата ера, се однесува на неколку претходни историчари кои тврдели дека ковчегот се уште може да се види високо на падините на Арарат. Дури рекоа дека луѓето оттаму како сувенири земале парчења, дрво обложено со смола. Јосиф меѓу другите го спомнал Берос, вавилонски хроничар од 3-тиот век пред нашата ера. Во текот на 20-тиот век најголемо внимание привлекло приказната за ерменецот Џорџ Хагопијан. Тој рекол дека на почетокот од тој век, како момче отишол со својот братовче до ковчегот, па дури и се качил на него. Хагопијан починал во 1972 година, но неговото сведочење се уште исполнува многумина со возбуда и љубопитност, но нема цврсти докази. Може би е тоа приказна, може би е тоа некоја замисла, но ете се уште не е потврдено. Дали имаме добра причина да веруваме дека истражувачите го пронашле ковчегот или дека наскоро ќе го најдат? Тоа е прашање. Може би, но се чини дека има многу повеќе причини да се биде скептичен на таквото откритие. Прво да подсетиме дека Библијата не кажува точно каде ковчегот застанал, откако водите на потопот се повлекле, само вели на планината Арарат. Значи не се знае точно, еве, на овој врв или на ово место. Планината Арарат е голема планина и не се знае точната локација. Во смисол да е библиски потврдено. Сосема е разбирливо што истражувачите и другите кои работат на оваа тема предпоставуваат дека тоа е највисокиот врв во област Арарат. Меѓутоа, Библијата не наведува дека Бог наредил ковчегот да застане самиот врв на планината, која е сега покрен со мраз и рековме висок е некаде околу 5000 метри. Треба да се запомни дека Ној и неговото семејство живееле во арката неколку месеци откако таа застанала на цврсто тло. Може да читате во Битие или во прва книга Мојсеева, 8 глава, 4 стих. Значи таму бродот застанал, животните излегле од тој брод, но Ној и неговото семејство уште неколку месеци тука живееле. И самите животни се вртеле околу бродот, зашто тоа им било како прво место каде што тие го виделе светот после потопот и после како се одвојувале, тие си формирале своји стада, би рекол. Но Ној и неговото семејство обработувале земја, тука околу бродот, сееле пченка, пшеница, значи сите потребни работи кои ги им требало на почетокот, се додека не се формирала голема заедница. Понатаму малку веројатно дека тие многу животни морале да се спуштат по стрмните падини како планинари, откако ќе го напуштат, значи, местото. Зато областа каде што е пронедена арката веројатно била попристапна отколку што веруваат некои современи истражувачи. Тие предпоставуваат, но сепак доволно високо за да одговора на описот во прва книга Мојсеева, рековме 8 глава, 4 стих. И сега, еве, да си поставиме уште едно прашање. Дали откривањето на Ноевата арка или брод на вистина ќе зајакне верата на луѓето, па дури и ќе доведе некои да станат верници? Одговорот може да биде и да, и не. Библијата покажува дека вистинската вера не зависи од работите што може да се видат или допрат. Некои луѓе се толку скептични што велат дека би поверувале во одредени библиски извештаи само ако видат физички докази. Што мислите ако некој виде воскреснат мртов човек кој воскреснат ќе верува? Ќе има повторно луѓе кои нема да веруваат, некои можеби ќе поверуваат. Така да не е доказ дека ако некој има факти дека бродот е пронеден, ќе поверува во таа голема катаклизма во предпотопниот свет, дека постоел и дека се случила голема водена катастрофа. Некои би поверувале, а некои би останали понатаму
такви како што не веруваат. Сепак, факт е дека дори изобилството докази нема да развие верба во таквите поединци. Исус рекол дека некои луѓе едноставно не може да бидат убедени во таа вистина на Светото писмо, дури и ако некој воскресал од мртвите. Знаете, кога станува збор и за Лазар, кој воскреснал, некои верували, некои не верували, така натаму. Но, еве, пишува овде во и Новиот Завет, кога Христос рекол, Ное влезе во ковчегот и дојде потопот. Тоа е јасно и гласно кажено во Лука 16 глава 26 од 27 стих. Значи, и самиот Исус потврдува дека потопот постоел, па и самата наука, археолозите потврдуваат дека се пронајдени фосили и делови на земја и песок, например, во горниот дел, во средниот дел и во најдолниот дел, истиот квалитет на песок. Тоа значи дека некојаш земјата била испревртена, како жена кога меси брашно, односно леп. Знаете, таа го меси, го врти така и земјата била целата испревртена за време на самиот потоп и пронајдени се фосили. А фосилите, знаете како настануваат? Под притисок со голема катастрофа. Така да, драги гледачи, еве, тоа е одговорот. Дали е пронајден бродот на Ное? На жалост, се уште не е, или на радост, како сакате. Меѓутоа, која ќе се пронајде, секако тоа ќе биде голема атракција во целиот христијански свет и уште еднаш ќе се потврди веродостојноста на Светото писмо. Планинскиот врв, познат денес како Голем Арарат, е вулкан кој не е активен од 1840 година. Се издига на 5165 метри надморска височина и е покрен со снег во текот на целата година. Тој самиот врв што го реков Голем Арарат. Како е да е, ќе пратиме што се случува во тој верски свет, археолозите тоа ќе го потврдат ако бродот се пронајде. Како е да е, како што постои исто размислување за тоа, во друга прилика ќе кажеме дали се пронајдени 10 Божји заповеди, и тоа на YouTube ќе го најдете, дека наводно е пронајден ковчегот, дека наводно се пронајдени тие 10 заповеди, но се уште немаме званични докази од страна на званичната археологија дека се пронајдени 10 Божји заповеди, односно тој ковчег на заветот за кој ќе зборуваме во некој од наредните емисии. Еве толку за ова прашање, дали е пронајдена Ноевата арка. Одеме сега повторно со песна. Bog će naći put kada tama preti svud. On deluje kad ne vidiš, put najbolji spremati. Vodič biće tvoj, blizu držat će te on. Snagom novom svaki dan, on će naći put. Bog će naći put. Bog će naći put kada tama preti svud. On deluje kad ne vidiš, put najbolji spremati. Vodič biće tvoj, blizu držat će
Отче начи пут, Отче начи пут. Еве денеска повторно заедно ви благодарам што сте со нас. Ова емисија се снима и ќе може да ја погледнете или да ја споделите на вашите пријатели на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда и на Facebook страната на Радио Гласна надежда. Продолжуваме со нашата тема денеска, значи втор дел, бидејќи во минатата емисија ја почнавме темата која носеше наслов Откритија иднината. Значи продолжуваме сега со вториот дел. Кога зборуваме за откривањето на Исуса Христа и за иднината, секако тоа го препуштаме на Бога. Бог ја знае точно иднината. Библијата зборува и за потеклото на човекот, зашто ние постоеме. Иако, гледате, ѓаволот е многу лукав, тој пронашал паралелно размислување кога во прашање потеклото на човекот, тој ја измислил преку Дарвин и таа теорија на еволуцијата, според која ние постоиме случајно, а библискиот извештај вели дека ние не сме случајно, ние сме замисла во Бога, ние сме создадени според ликот на Господа, како што вели Мојсеј во првата, односно втората глава од неговата прва книга Мојсеева. Значи, Бог не создал со пол, со боја на кожата и така натаму, а ние размислуваме на еден друг начин, кога велам ние, човекот измислил сосема спротивна теорија. Кога Бог создал, Библијата вели тоа било многу добро. За разлика од денешниот свет, кога човек ќе создаде нешто, тоа не е добро. Без разлика дали е најдобра куќа, најдобар стан, доаѓа земјотрес и тоа се руши или под некои други причини. Еве што кажува прва Мојсеева 1:27. И Бог го создаде човекот според образот свој. Според образот Божи ги создаде, машко и женско ги создаде. Со векови луѓето размислувале врз основа на овој текст, се расправале за оваа вистина. Во него не наоѓаме никаков сложен логичен систем кој би докажал дека Бог постои, некои велат. Овде не се нудат никакви докази дека тој го создал небото и земјата. Едноставно тоа го тврди и тоа е се. Точно е, Бог не оди да се расправа со луѓето. Па на Бога не му доликува, нити човекот е дораснат да се расправа Бог со еден смртник како што сме ние. Бог вели така и амин. Зашто тој е Бог, тој навистина тој го направил. Несомнено е дека библиското учење за Бога како создател на човекот има смисла, драги гледачи. Особено во однос на древното гледиште според кој земјата настанала од здробено тело на некој Бог или пак на современото сваќање дека земјата ја создадело ништо. Значи, тие се две паралелни размислувања. Библијата дека Бог го созда светот, а науката вели дека од некој здробено тело на некој Бог и на тој начин тој Бог се раздел на два дела и тој цела филозофија. Библијата учи нешто како многу посериозно, да човекот тој го свати и го разбере на едноставен начин. Еве што вели прва Мојсеева, прва глава, првиот стих. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Наспроти во земјаните или на ништото или на предните мајмуни, Библијата дава сосема друг смисол на почетокот. Науката вели дека поминале милиони години, тие водоземци, гмизавци, така одело према се посложено, до мајмун дошло, па човеколики мајмун, ете на крајот ние сме се претворили во луѓе. Ние постоиме како што ни учи Библијата, драги гледачи, затоа што тоа е Божја замисла, не по пат на еволуција. Сепак дури да веруваме дека не создал Бог, устануваат многу прашања и грижи, а една од најголемите е како да го осмислиме животот и како да се избориме за место под сонцето, особено со оглед на сета болка, страдања и несреќи со кои се сочуваме секој ден. Мислам дека тоа е поголемо прашање, не како настанал човекот, тоа едноставно Библијата го кажува, меѓутоа ние се сочуваме со големи прашања, зошто болки, зошто смрт, еве војни вчера во Украина преку 30 луѓе загинале. Се уште се води таа активна војна. Зошто луѓето умираат, посебно децата и невините луѓе? Бог вели во Исаја 65 глава 70 стих, зошто ете јас создавам ново небо
и нова земја, а поранешните нема повеќе да се спомнуваат, нито нум ќе доаѓаат. Тоа е нашата надеж. Библијата ни нуди причини да не очајуваме. Библијата ни ги дава причините зошто зло, зошто болести, зошто крвопроливање. Затоа што има грев, сатаната ужива во тоа. Библијата ни дава надеж и буди доверба во нас. Таа го согледува и она што ние сега не може да го видиме и постојано ни укажува на таа воскитувачка иднина, почитувани гледачи. Треба да издржиме. Не е лесно. Кога те боли зап, не е лесно. Меѓутоа, мора да се издржи. Зашто ние сме на една заробена територија и наскоро ќе дојде Христос и ќе ја ослободи. Еве што кажува Јован во Откровение 21 глава 3 до 4 стих. И чув висок глас од небото кој зборува: еве го светиот шатор, светилишето на Бога меѓу луѓето. Самиот Бог ќе дојде од третото небо и овде ќе биде престолот. Секако после 1000 години нова обновена земја. И тој ќе живе со нив. Тие ќе бидат негов народ, а сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. Значи Бог ќе биде со нас, со својот спасен народ. И ќе избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Ова се две многу важни, прекрасни ветувања, почитувани гледачи, за иднината што ги очекува сите оние кои ќе го прифатат Христа како свој спасител. А до тогаш, за жал, сите ние ќе ги биеме своите битки во светот кој станал хаотичен. Сепак тоа е токму онаков свет во како Бог пререкол дека ќе живееме. Тоа е проречено дека ќе биде светот лош. Библијата не предупредила дека нашиот свет ќе биде токму таков како што е денеска. Бог ни дал дури и знаци, па и предупредувања што се може да очекуваме на оваа земја. Кои се тие знаци по кои треба ние да го препознаеме последното време? Еве, при крајот на овој дел од емисијата, во наредната емисија ќе ја продолжиме ова тема, ќе спомнам само неколку знаци. Број 1. Војни и гласови за војни. Значи, во тие децении, во претходниот век, па и во овој век, луѓето навистина војувале и се уште војуваат. Велики има војни. Има неколку актуални војни денеска во светот, додека ја слушаме и гледаме ова емисија, почитувани гледачи. Понатаму Исус рекол, ќе се дигне народ против народ и царство против царство. Марко 13 глава 8 стих. Ќе слушате за војни, повици за војни. Мати 24:6. Гледајте да не се уплашите, зашто сето тоа треба да биде, но тоа се уште не е крајот. Значи, војните не е знак за крај, туку за почеток, дека ние се ближиме кон завршницата. Но вели, немој да се уплашите, но тоа се уште не е крајот. Кој имал право? Како изгледа денес нашиот свет? Се отсликува ли оптимизмот во 21. век или стварноста што е насликал Исус? Сатаната рекол на Ева и на Адам: нема да умрете, еве умираме. Гледате како Бог е секојаш во право. Бог рекол ќе умрете, а ѓавол вели нема да умрете. Во текот на втората деценија од 20. век започнала најме Првата светска војна. Набрего последнија следела Втората светска војна, а меѓу овие две војни постојно избувнувале војни, од кои многу војни денеска се уште се водат. Понатаму експлозија на знаење. Пред околу 2600 години пророк Даниел во Стариот Завет еве што запишал за наше време. Еве што пишува од Даниело 12:4. А ти, Данаеле, сокри ги овие зборови и запечати ова книга до последното време. Мнозина ќе истражуваат и знаењето ќе се намножи. Знаењето ќе се намножи. Што да кажеме за тоа знаење што денеска го имаме и за она пред 100 години? Или пред 10-20 години? Иако е вистина дека нашето време е обележено од намножено знаење во сите области, сепак ова пророштво се однесува на зголемување на знаењето за пророштвото од книгата на пророк Даниел. Пророштво кое е затворено и запечатено, вели, до последно време. Ова, навистина, пророштво кое е овде дадено, денеска е објаснето и точно ги знаеме сите пораки кои Господ ги дал преку самиот пророк Даниел. Еве, спомнавме два знака кои укажуваат на крајот на времето.
Тука ќе застанеме и ќе продолжиме, почитувани гледачи, со третиот дел од оваа тема во наредната емисија. Сега одиме повторно со песна. Почитувани гледачи, еве полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Би сакал да и денеска да ви ја рекламирам, да ве подсетам за дописата библиска школа што ја нудиме, бесплатна е, значи по електронски пат, ќе може да добиете и Библија, значи Свето писмо, сите вие кои сакате да изучувате Библијата, а немате Свето писмо, пишете ни на нашата адреса, ние ќе ве испратиме по пошта или нашите соработници ќе ја донесат до вашиот дом. Значи постои дописна библиска школа, Библијата зборува.мк, тоа е бесплатно по интернет, ќе може значи да одговарате на прашања и на крајот ќе добиете убава диплома. Еве сега ќе ја видиме и самата реклама на дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува.
Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги гледачи, еве дојдовме до крајот на нашата денешна емисија, точно напладна емисија која се емитува во среда во 12 часот. Бидејќи викендот кој е пред нас е ден, Велик ден, односно време кога многу од вас ќе се поздравувате со тој христијански поздрав: Христос воскресна, навистина воскресна. Певе јас уште еднаш да ви кажам, да ви укажам на важноста на Христовото воскресение, бидејќи Библијата вели и Новиот Завет, ако Христос не воскресна, залут е нашата вера. Да ја читаме Библијата не само за Велик ден, да се сетиме за Христос, за неговата смрт и воскресение, туку постојано да читаме во Светото писмо и да му благодариме на Бога за големата жртва што е дадена за нас, а тој е нашиот Спасител Исус Христос. Нека деновите бидат благословени за сите нас и да може да чекориме и да напредуваме во нашиот христијански живот. Секој е добро и се гледаме во наредната емисија, во наредната среда. А до тогаш останете со здравје. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме.